Доматите, кромидот и дињите што туку се собрани од деокупираната територија на регионот Харков, вели волонтерката Миријам Јол. Јол, некогашна продуцентка за реклами, родена и израсната овде. Од руската инвазија во 2022 година таа го посвети целото свое време и енергија на волонтерска работа, најпрво приклучувајќи се на регионалната добротворна организација наречена Волонтерска. Потоа во пролета таа заедно со пријателка започнале волонтерски непрофитен проект што го нарекуваат продавница за деокупација. Велат ќе им помогнат на локалните фармери да заработат дополнителни средства. В селах нема работа. Во селата нема работа. Пред војната луѓето работеа во секторите земјоделство и туризам, а бидејќи во полињата има мини, тие не можат да работат. Овие волонтери купуваат се што можат земјоделците да одгледуваат во нивните дворови во области каде нема мини и го продаваат на импровизираниот пазар во Харков. Більшість це Поголемиот дел се продава кај нашите партнери, локални ресторани, со кои се здруживме. Марија Корчма е една од фармерите кои се подпираат на волонтерите. Таа живее во селото Студенок, на околу 170 километри од градот Харков. Таа порано одгледувала нутрија, тревопасен глодач, како алтернатива за говедско и пилешко, но кога била принудена да евакуира фармата, ги пуштила сите во дивината. У нас тут рівчачок. Мислевме дека ќе се вратат заедно со нас, но дојде само едно животно. Сега таа сади зеленчук во својот двор и го продава родот на волонтерите на продавницата наречена Деокупациона. 6 други земјоделци во Студенок исто така ги продаваат своите производи во продавницата и живеат од приходите. Тоа и помага на продавницата која е во популарна област во Харков. Многу од клиентите се млади луѓе, вели волонтерката Натали Атрујешенко. Го мирисаат зеленчукот и велат дека е вистински зеленчук. Многу редовни клиенти купуваат многу свежа храна, а потоа ја носат во војната болница во градот Харков, за да им помогнат на ранетите војници.